Почитувани медиуми, и повеќе од кристално јасно е зошто министрите на СДС ги крија анкетните листови, а некои дури и доцнеа со пријавување на имотот. Министрите на СДС се газди на луксузни станови, куќи, хациенди на море и луксузни возила и милиони кои ги заработиле под услови на наводен режим и диктатура. Самка Ибраимовски, газда министер од редовите на СДС, својот анкетен лист го достави по истекување на рокот. За волја на вистината имал што да крие до последен момент, а пак можеби и не можел да се допресмета колкав имот има. Почитувани, газда Самка Ибраимовски во својот анкетен лист пријавил имот од над 600.000 евра. Повторувам, газда Самка Ибраимовски пријавил имот од над 600.000 евра. Газда Самка, кој не пропушташе прилика да каже како македонскиот народ е сиромашен, пријави имот од над 600.000 евра. Собственик е на фабрика, како и на друг движен и недвижен имот. Маските паднаа. Граѓаните се уште ги очекуваат одговорите од газдите министри од СДС. Како газдата министер Роберт Поповски се стекна со имот од над 300.000 евра? Дали ова е наводниот режим кој тој го говореше цело време? Како газда Никола Димитров во време на наводен режим станал газда на имот од околу половина милион евра, кој вклучува стан во Хаг од над 300.000 евра. Како газда Кочо Андјушев се стекнал со имот од над 28 милиони евра во време на наводен режим. Како премиерот Заев, под услови на наводен режим, според лично признание, заработил 6 до 7 милиони евра богатство. Уште поинтригантно е како кланот Заеви од просечно земјоделско семејство од Муртино со своји фирми за 10 години направиле обрт од 200 милиони евра. Како Шеќеринска се стекнала со 4 стана во време на наводен режим кои чинат неколку стотици илјади евра и сама на себе си плаќа кирија. Очигледно е зошто го кријаа својот имот газдите од СДС. Лажната скромност и лажната транспарентност излезе на виделина. Граѓаните ја очекуваат транспарентноста од функционерите на СДС, која тие ја ветуваа и очекуваат одговор на прашањата како се стекнале со толкав имот во време на наводен режим.